А во студиото на темата разговарам со мојот гостин Стефче Стојковски, би рекла нашиот виртуоз на изворни инструменти. Добар ден и добро дојдовте. Добар ден, добро ве најдов и благодарам за поканата што сум ваш денешен гости. Стефче, што за вас представуваат изворните инструменти и колку тие се важни за зачувување на македонскиот идентитет? Тие се многу важни за зачување на македонскиот идентитет. Инаку, во главном, инструментите изворни македонски представуваат нашето битие, нашиот белек, нашето постоење. Значи, ние единствено можеме да се гордееме само со такви инструменти и со таква музика ширум светот, бидејќи едноставно светот не препознава и не распознава токму по овие инструменти, по нивниот звук, по начинот на музицирање и по тоа што ние го носиме во нашиот корен, во нашиот ген, да кажам, и го пренесуваме од генерација на генерација. Кои се најкарактеристичните македонски изворни инструменти во Македонија и по што се препознатливи? Еве, вие со вас донесовте и дел од тие инструменти овде во студиото. Така, да. Па еве, пред малку нели одеше еден прилог за народните инструменти. Да. Еве, јас само накратко би ги набројал така неколку од инструментите. Тоа се гајдата, кавалот, тамбурата, зурлата, тапанот. Не беа споменати или спомнати двојницата, тука е кемането, тука е дудукот, тука е малото дудуче, да кажеме, тука е малата зурличка, тука е шупелката, да не ја заборавиме, и ред други изворни инструменти кои што спаѓаат во групата на изворни инструменти. Исто така е специфично тоа што, да кажеме, овие инструменти ги рачунаме малце и како по-рурални инструменти, поготово гајдата и кавалот, а тамбурата се сретнува и во руралните и во градските, односно урбаните средини, така да зурлата и тапанот се исто така препознатливи по тоа што се повеќе рурални, секако, нели? Но и останатите инструменти, но еве тамбурата наоѓа примена и во оние урбани средини. Стефче Стојковски свири, да не кажам речиси на сите, но на поголемиот дел од изворните инструменти. Па во главном, да. Нели? Во главном, да. Јас како успевате во тоа? Или едноставно кога имаш дарба и кога имаш талент, не ти е тешко да се снајдеш со било кој инструмент? Да, малку е и љубовта кон овие инструменти. Да. Секако дарот од Бога или дарбата Божја придонесува и за тоа, но секако посветеноста, работата и, како што кажав, љубовта се основните начела, да кажеме, на изучување, односно на истражување на самите инструменти. Видите, кога ќе земете еден инструмент во рацете, откако ќе постигнете некое ниво, нели, тогаш земате друг инструмент и видиците после во другиот инструмент ви се пошироки и можноста за совладување е полесна. Така. Кога говориме за негување и зачувување на традицијата, тоа значи понатаму пренесување на новите генерации. А колку младите денес покажуваат интерес да учат да свират на гајда, кавал, зурла, тамбура или тапан или било кој друг изворен инструмент? Мене навистина ме радува фактот што се повеќе млади посегнуваат кон изучувањето на овие инструменти, ги фаќаат нормално, ги земаат во своите раце овие инструменти и се заинтересирани да ги совладаат овие инструменти. И морам да кажем и тоа дека сето мое акумулирано знаење јас несебично го пренесувам на младите генерации. Тоа ми е навистина така и еден аманет што сум си го дал сам пред себе, дека секој оној кој што сака да научи нешто повеќе и побрзо да го совлада тоа што јас сум го совладувал на времето, немаше таква техника како што сега денес ја имаме. Нели имаше плочи, LP, па имаше касети и така натаму. Сега е полесно, но доколку имаат било какви прашања или непознати, јас им стојам на младите во секое време на располагање за да полесно совладаат тоа што сака да го изучат. Да, тоа несебично споделување на тајните на свирењето на изворните инструменти го потврдивте и со вашиот концерт кој што го направивте минатата година. На сцената заедно со вас беа и повозрасни, докажани инструменталисти, меѓутоа и млади кои што навистина успешно се влезени во изворната музика, дали со свирење или со пеење, и навистина имавте успешен концерт и успешно представување. Имавме многу успешен
успешен концерт. Концертот беше насловен за Македонија и македонците. Концертот беше со идеја да се опеат ликови кои што несебично се жртвувале за слободата на Македонија, за независноста на Македонија, ликови кои што оставиле траен белег во Македонија, во историјата на Македонија. Па тие луѓе сметавме дека за жал не можевме сите да ги опееме, но дел од нив успеавме да ги опееме и тие заслужиле да имаат едно почесно место во македонската музика или музичка историја, така да концертот помина многу добро. Имавме потоа уште 2 концерти многу успешни. И најверојатно со публика од сите генерации. Со публика од сите генерации и добро е тоа што таа нитка ја продолжуваме од повозрастните кон помладите. Може би едно од многу важните прашања е дали традиционалната музика успева да обстане во ова денешно, современо време на живење и покрај влијанието на модерните музички правци? Па ние се трудиме да обстане старата изворна музика. Јас пробам да дадам некој ново руво, односно трасирам некој нов пат по веќе трасираните патишта кои што нашите предци ги оставиле пред нас. И единствено така можеме да го зачуваме кодот, што велам јас, на нашето постоење, на нашето битие. Има загрозување, во секој случај дека има загрозена е музиката, има нови ветришта, нови правци кои што дуваат во денешно време, се повеќе информации имаме од странски влијанија, за жал, од надвор, но единствено сме препознатливи по автентичноста, по исконската чиста македонска музика. Широм свет. Погледнав Нилинковското вклучување од Прилеп викендов, започнува 52-то издание на фестивалот Пеце Атанасовски. Колку овие фестивали предонесуваат за афирмација на народните инструменти и изворната песна, затоа што некако, како се вели, далеку одекнува овој фестивал кога станува збор за зачувување на македонската традиција? Секако, јас им посакувам многу успешен фестивал на моите драги пријатели, кои што тоа го прават. Јас бев едно време дел од советот на фестивалот, бев во жири комисија. Им посакувам, значи, многу успешен фестивал, им посакувам што поголема можност за афирмација на општо на цела Македонија преку тој фестивал, бидејќи секако заинтересираноста широм светот е огромна за овој фестивал, но знаете како, ако не сте во текст со новите времиња, тогаш ве гази времето. Значи, вие морате да имате бомбастични информации за самиот фестивал. Јас сметам дека тоа ќе обрнат внимание малку повеќе, бидејќи имам пријатели од странство кои што се јавуваат и кои што не добиваат никаква информација на веб страната кога ќе се одржи, што ќе се одржи, како ќе се одржи, колку гости ќе има, што ќе има, програма. Промоцијата знае дали биде слаба страна. Тоа е нешто што можеби ни манка, како велат, нешто што во денешно време мораме тоа да обрнеме внимание и да посветиме поголемо внимание токму за таа афирмација. Тоа е афирмација на целата наша држава. Тоа е афирмација на Македонија, на македонците. Тоа е наша афирмација. Значи, 52 години не се малци. Еве, јас сум 53-4 години сега, па јас 79-та прв пат настапив на тој фестивал. Значи, на мои 6-7 години, 7 годишна возраст, да кажем, неполна 7 годишна возраст. Тоа значи дека фестивалот и неговата организација треба да се унапредува од година во година. Сметам дека треба да се обрне малку повеќе внимание, да се внесува свежа крв и нови идеи. Мислам, тоа е моја препорака. Кога велиме младите да учат да свират на изворни инструменти и потврдивте дека голем интересот, од кого најчесто се учи свирењето на овие инструменти? Дали преку пренесување од колено на колено? Како тече тој процес? Секако, првенствено од колено на колено, како традиција, нели, во семејствата. Добро е тоа што сега имаме и некакви училишта, некакви школи, но мора и тоа да се внимава многу, бидејќи вие кога ќе отворите на училиште и кога ќе произведете кадар во текот на годините, вие како не смеете да направите фотокопија, како фотокопирани генерации, да кажеме, една, друга, трета, четврта. Туку треба да им дадете една едукацијата, една побрз начин на совладување на материјалите или на тоа што им е зададено како ора, како песни на младите генерации кои што веќе учат. И тоа пренесување, значи, ако не е директно,
тогаш е индиректно преку слушање на музика. Так. Многу деца, моите 21 CD ги слушаат. Пред некој ден ми се јави некој дете од факултетот, кој што ми ги бараше сите мои музички носачи на звук, сите аудио материјали. Јас, за жал, сите ги немам и тоа е мој пропуст, но тоа е индиректниот начин на пренесување на свирење на традицијата. И повторно морам да кажам дека тука повторно мора да се внимава, да се внимава како се пренесува таа традиција, која е методологијата на учење на младите луѓе, кој е начинот на пренесување на таа традиција и колку сето тоа е во таа некаква оригинална форма, да кажам. И сега, бидејќи културата потекнува, и јас што велам да ја вратиме културата во културните средини, имаме еден проект кој што го реализираме сега. Културата потекнува токму од руралните средини, од селските средини. И тамо треба да ја вратиме културата, бидејќи овде во урбанава наша, да кажам, средина, не се доловува автентичноста што можете да ја добиете на Мариовските планини, да кажам, или во Рожден, или во Витолиште, или во Полчиште, Бешиште и така натаму. Нека ми простати сите останати, за Светилија, пример, во Градешница и така натаму. Значи, тоа е средината каде што потекнува таа култура. И начинот на презентација, на играње, на свирење, на импровизација, да кажеме, доаѓа од горе па надолу, па се пренесува и се шири таа позитивна енергија меѓу луѓето. Кој народен инструмент според вас има најсилен емотивен звук и зошто? Најсилен има зурлата. Зурлата има некако најсилен звук, тапанот исто така е еден од посилните звукови или најсилен звук има, но емотивен мислам дека имаат сите. Зависно во какво расположение ќе се најдете и знае да допре и кавалот длабоко во вашите емоции, знае и тапанот, знае и зурлата, знае и гајдата секако, и тамбурата, нели? Но сметам дека по мене најемотивен како инструмент и најблаготворен и божествен, да кажеме, на некој начин е кавалот по мене, кој што има такви вибрации или фреквенции или мелодиски линии кои што сметам дека најдлабоко допираат до нашите души. Сте свириле на многу концерти, сте имале можност да бидете во директен контакт со публиката и да ја почувствувате нејзината енергија, како реагираат на музиката што ја свирите. Па, какво е чувството, што најмногу ја воодушевува публиката кога ќе слушне автентична изворна музика во живо? Сум имал прилика да почувствувам взаемна енергија со публиката што не гледа, да ја споделиме таа енергија. Публиката е секогаш искрена и честна и доколку вие пристапите на вашите настапи искрено и честно, пред се со љубов, без никакви лаги или прикривања, тогаш тоа се возвраќа. Таа енергија само може да расте. И таа е взаемна енергија. Јас имав можност да настапувам ширум светот, да ја презентирам Република Македонија во 42 држави, вака, сега скромно да кажам. И на светските сцени, каде што сум настапувал пред 25.000 публика или пред не знам колку публика е Трефалгер Сквер, ќе го земам Болоно како за пример, за време на Олимпијадата настапував таму. И тоа во држави кои што имаат сосема различна култура од македонската. Апсолутно. Кога ќе споделите вашата искреност со публиката, тогаш таа енергија се возвраќа. И кога ќе се возврати таа енергија, јас се почувствував во едно време како да сум половина метар или едно метро над земјата. Тоа е нешто возвишено, тоа е нешто што не се чувствува секој пат. Или, еве ќе го кажем примерот во Тајван, кога настапивме и кога од нас излегуваа страшни емоции, страшна енергија, која што ја споделувавме со таа публика, каде што доаѓа една тајванка и ми носи некоја бројаница и ми вели, ќе може ли да ми ја пренесете енергијата? И јас се чудам, викам, што треба да направам? Вели, само треба да ја допрете бројаницата, вика, и тоа е тоа. И јас ја допирам бројаницата и поминува електрицитет. Значи, тоа е страшна енергија која што
взаемно во секој случај со публика. Големо задоволство од тоа и со вас сега што го кажавте практично и ми потврдивте дека македонската изворна музика и македонските народни инструменти се препознаени во светот и надвор од државата и тоа вие директно и лично можевте да го почувствувате преку сите оние концерти и гостувања кои што сте ги имали. Јас сум благодарен на Бога што ја имав таа можност да ме дарува Бог со изучување пред се нови инструменти преку традицијата, која што кај нас во семејството се пренесувала од колено на колено и што имав можност да презентирам дел од богатото македонско културно наследство. Тоа е нашето духовно културно наследство кое што е препознатливо во светот и кое што светот многу добро го цени, но за жал ние тука не знаеме да си го почитуваме, не знаеме да си го цениме и не знаеме да му даеме важност. Сметам дека тоа што, јас во изминативе во мојот животен век го имам изработено и сработено и она што, да даде Господ здравие да го сработам, она што го имам, нели, мислам дека ќе оставам нешто за поколенијата кои што доаѓаат после нас, на кои што нормално со некој мој печат, нели, со некој мој белек во таа музичка историја и мислам дека тие се тие вистински патишта по кои што треба младите да одат. Така. Вие ја отварате изворната музика и македонските народни инструменти кон светот со семинарите кои што ги одржувате секоја година овде во Македонија. Доаѓаат странски гости кои што сакаат да изучуваат македонската изворна музика и тоа е навистина, верувам, едно прекрасно искуство и за вас, но и за оние луѓе кои што доаѓаат од државите ширум светот. Јас сум среќен што благодарение на тој семинар што го организирам, семинарот го носи моето име како и ансамблот, имаат продефилирано повеќе од 800 луѓе ширум светот. Тоа е една бројка која што благодарение на тоа што ние ја презентираме нашата култура и како ние се презентираме и представуваме надвор од нашите граници, луѓето добиваат една слика за нас. И таа слика потоа е тој, како се вика, туристички водич. Таа слика е тој туристички водич кој што луѓето сакаат да дојдат да ја запознаат нашата држава, да ја запознаат нашата земја, да ја запознаат нашата култура, да го запознаат нашиот фолклор и да го изучуваат нашиот фолклор. Многу од нив доаѓале и многу порано, но и овие млади генерации кои што од таму доаѓаат во денешно време, ја пренесуваат таа култура, кажуваат дека ние сме народ со длабоки корења. Само за крај, кратко, која ќе биде вашата порака до младите за зачувување на изворната музика и традиционалните инструменти? Да проложат да работат, бидејќи само работата е таа која што го краси човекот, да проложат да ги сакаат изворните инструменти, да не се срамат пред се, да ја негуваат оваа музика, да ги негуваат овие инструменти и да можат да достигнат навистина вредности кои што заслужуваат овие инструменти и младите кои што ја негуваат оваа музика. Значи тоа е мојата порака. Тевче, ви благодарам многу за гостувањето, им беше задоволство. Продолжете и понатаму да ја отворате изворната музика и народните инструменти кон светот, што е можно повеќе, но и кон младите кои што живеат овде во Македонија. Ви благодарам.